Продолжуваме со нашите проучувања. Вечерва, како што ја најавивме и темава минатиот петок, ќе зборуваме за богови на нашето време. Овде може заеднички да го прочитаме насловот. Значи вечерва ќе зборуваме за кои се тие богови на нашето време или во времето на 21 век. Ова серија на библиски предавања, како што знаете, насловот е Порака за 21 век. Вечерва е втората тема. Богови на нашето време. Минатиот петок зборувавме за кризата во нашето време, а вечерва ќе зборуваме токму кои се тие богови на овој 21 век. Наредниот петок, ако Бог даде живот и здравје, имаме нова тема, има ли надеж? Значи тоа ќе биде наредниот петок. Но ајде вечерва да се осврнеме на нашата вечерашна тема. Значи вечерва продолжуваме со нашите проучувања и да видиме што е тоа што ние треба да го знаеме за да не потпаднеме под влијание на тие лажни богови. Значи, еве вечерва ќе зборуваме токму на ова тема. Само да видиме со нашата техника дали се функционира. Значи, богови на нашето време. Интересно, ако одиме во Стара Грција, ќе видиме зошто и што е тоа што се случувало во Стара Грција. Кои тие богови ги имале самите грци? Значи, кога ќе читаме историјата на старите грци, ќе видиме дека таму се случувале разни интересни работи. Се случувале работи кои го привлекувале вниманието на луѓето. Едноставно, тие се занимавале со различити своји богови. Само да така. Значи, ако се вратиме 2000 години назад, во времето на Стара Грција, ќе ги видиме тие старогрчки богови. Например, Афродита била богиња на убавината. Тогашните храмови, тогашните цркви да ги наречеме, изобилувале со мноштво богови. Еве, например, ова Афродита била богиња на убавината. Ако некој сакал да биде убав, или убава жена или девојка, ти оделе таму пред неја и се молеле. Пренесувале жртви за да би тие кои тоа го прават да бидат убави, привлечни и така натаму. Може да замислите брачен пар доаѓа таму или девојка или момче се моли на таа богиња, на Афродита, за да добие убавина. Понатаму таму ќе го сретнете и богот Арес, богот на војните. Артемида, богиня на плодноста и лавот. Замислите некој брачен пар, некоја жена не може да има деца. И таа оди таму, се моли, пренесува жртви. Стотици и илјадници луѓе доаѓаат и се молат. Ако сакате да бидете, значи, успешен во војните, ќе отидете кај Арес, ќе го молете, ќе пренесувате жртви и ете, вие ќе бидете успешен борец, односно на фронтот ќе ги добивате војните. Понатаму, може да кажеме, да го споменеме и Хевест, бог на ковачите и занатлиите. Тогаш луѓето немале многу работа, а имало многу луѓе. За да бидеш успешен занатлија, да бидеш успешен работник, луѓето оделе кај овој бог, Хевест, и се молели. Храмовите, почитувани во тоа време, навистина биле преполни. Ако направиме на паралела од тоа време пред 2000 години и нас денеска човекот е толку преблокиран со работа што нема време да седне. Значи тогаш луѓето немале работа, па се молеле на тие нивни божества или богови за да имаат работа, да бидат успешни во војна, да имаат деца или нешто слично, да бидат убави. Еве, овој бог Хевест им помагал наводно на луѓето во тоа време да бидат успешни работници или занатлии. Замислите денеска, во овој 21 век во кој ние живееме, имаш проблем со забот. Значи, сега правиме паралела од тоа време и нашето време. Ке видиме дека ние го располагаме времето, односно ние управуваме со времето кој Бог ни го дал. Замислете, имате проблем со забот. Одете на заболекар и седнувате на столот и го молите докторот да ви помогне. Докторот вели: Господине, само вие седнете, смирете се, опуштете се. Вие седнувате на тој стол и
погледот ви оди во таванот. Секако малци сте навалени, таква е столицата, нели столот. Докторот ја зема, како се вика, дупчалката, меѓутоа некако ова што е овде насликала, нели? Меѓутоа, тој почнува да ви го обработува забот. А вие со вашиот поглед гледате низ таванот и отеднаш погледот оди низ прозорецот, а таму гледате млади двајца кои седаат тука на клупата, се сакаат, се милуваат, се шепотат, се изборат. Докторот работи, ви буши таму, става некои жички, ви чисти таму во забот и на крајот вели: Господине, за сега е доволно. Слободни сте, може да заминете. А вие повторно погледот го фрлате преку прозорецот и гледате доле младите како полека веќе се собираат, тие стануваат и си радосни, весели заминуваат. Да ве прашам, браќа и сестри, драги пријатели, сите вие кои не слушате и гледате, дали времето поминато на столот кај заболекарот и времето поминато на клупата, младите е исто време? Да или не? Замислите, во забна амбуланта, вие сте на овој стол или столица кај заболекарот. Еден час ви изгледа како вечност, така, кај заболекарот. А младите кои се тука надвор, под дрвото, под липат, еден час им е како една минута. Зашто тие се сакаат, брзо им поминува времето, односно зборуваат за убави работа. Вие висите таму на столот, гледате во таванот, докторот или заболекарот работи, ви го средува забот, а тоа за вас представува како вечност. Значи, времето е релативно. Ние одлучуваме што ќе правиме со времето, каде ќе го потрошиме и на што ќе го потрошиме. И затоа вечера сакам, преку ова размислување, почитувани, да видиме кои се тие храмови на 21. век, каде луѓето го трошат времето, на какви забави, на какви разоноди, каде, на кои божества, на кои идоли луѓето го трошат своето време. Во Европа, во Македонија, може не толку, ама во Европа и во светски рамки постојат навистина многу места, како што се овие стадиони. Постојат навистина убави стадиони кај што по 50, по 100.000 жители, односно луѓе доаѓаат да присуствуваат на разни надпревари. Тоа се богови, модерни храмови на 21. век, почитувани. Овај надпис Холивуд е познат по целиот свет. Тука се произведуваат најдобрите филмови, дали се серијски, дали се играни. Илјадници филмови излегуваат од ова место и се лансира по целиот свет. Луѓето се забавуваат, многу луѓе трошат време или дел од своето време на тие филмови. Познавам луѓе кои навистина секој нов филм сакат да го изгледат или нова серија. Посебно оние така наречени сапунски серии кои траат по 10, по 50 или по 100 епизоди. Значи, денеска луѓето ги обожават своите глумци, спортски идоли. Натали Портман, 2011 година, овие добија Оскар. Леони Меси, Колин Фир, тоа се значи глумци, пеачи, фудбалери, спортски звезди, што и да е, луѓето ги имат своите идоли на 21. век или своите богови, поточно да ги нагласеме. Од друга страна, луѓето ги жртвуваат своите деца за својот бизнис, за своите работи кои ги имаат. Немаат време за семејството, за децата и се ставиле на бизнис. Може да кажеме дека денеска постојат модерни Афродити или веленс центри, кај што луѓето доаѓаат, купуваат и никош да бидат задоволни. Значи, денеска многу родители, на жалост, ги жртвуваат своите деца, тие израснуваат на улица. Улицата ги воспитува, зашто луѓето, семејствата, родителите немаат време за нив. Човечкото срце е почитуване на најголемата фабрика за идоли. Не може да кажеме дека таму некаде се идолите. Не, тука е, кај твоето и кај моето срце, во моето и во твоето срце се наоѓа идеално место за да се роди, да се формира некој нов идол. Еве да го читаме заеднички вечерва текстот од Езекија 14:3 вака вели: Човечки сине, тие луѓе
ги носат идолите во срцето и ги насочуваат очите во она што ги поттикнува на грев. Каде е сега причината за идолите во овој 21 век, почитувани? Дали е проблемот тамо некаде на исток? Вели, се ни доаѓа лошо од запад. Не доаѓа се лошо од запад. Има и од исток лоши работи. Има и во Средна Европа или во Западна Европа. Секаде има лоши работи, но најголема фабрика, вели овде Бог, во книгата до пророкот Езекија, човечкото срце е фабриката за производство на идоли. Жалосно е што Бог, навистина, Бог може да направиме од било што во нашиот живот. Значи, може да биде тоа автомобил, еве сега на оваа фотографија може само визуелно да се подсетиме, може да биде автомобил и Бог за некого. Може да биде најнов компјутер или некоја најнова техника, некој глумец, пејачка, мобилен телефон. Знаете, луѓето има кои се обседнати, едва и чекаат да се појави нов телефон мобилен и тие мора први да го купат. По цена на се, тие мора први да го имаат. Вие знаете, летоска во Кавадарци, односно касно летото, почетокот на есента се одржа оној Гроздобер во Кавадарци, се одржува секој година. Се повикуваат разни звезди, музички. И ова звезда овде десно што ја гледате од Србија, знаете колку луѓе собра на градскиот плоштад? Преку 60.000 луѓе за еден Кавадарци, кој нема ни 30.000 луѓе. Меѓутоа, од околните места, околните градови, градот беше препон со луѓе. Зошто? Да ја видат пејачката од Србија. Звезда, мега звезда, балканска фолк пејачка. А такви ги има на сите меридијани, во сите држави и градови. Значи, идол може да биде се оно што ние го ставаме пред Бога. И зато првата заповед, знаете како гласи? Јас сум Господ Бог твој. Јас сум Господ Бог твој. Немој да имаш други богови. Значи, што е тој идол? Идол не мора да биде само икона или некој кип на некој светец пред кого ја ќе се клањам или ќе се крстам. Се она што ние го ставаме пред мене или пред нас и ни го привлекува нашето внимание пред Бога, тоа представува идол. Знаете, денеска млади, кога го гледат, например, Роналдо, најдобар светски фудбалер, како тој ќе се пострижи, како тој ќе среде косата, ако има овде линии неколку, ја сум видел момчиња, одат кај берберо и вели, пострижи ме како Роналдо, како Меси, да имат иста или слична фризура. Навистина, живееме во едно време на модерни идоли, почитувани. Еве што вели една еврејска поговорка. Ако не го обожаваме единствениот вистински Бог, тогаш сигурно ќе ги обожаваме малите богови. А знаете што вели еден мудар човек по име Соломон? Кои лисици треба да ги фатиме? Малите лисици. Зашто големите лесно ги приметуваме. А малите богови, може и не ги приметуваме, тие се тука поред нас. И тие толку ни сметат, што не може духовно да растеме. Значи, ова еврејска поговорка има право. Ако не го обожаваме вистинскиот Бог, единствениот вистински Бог, зашто нема два вистински Бога, тогаш вели, сигурно ќе ги обожаваме малите богови. Што ние обожаваме, почитувани во овој 21 век? Што е тоа што нас не преокупира за да немаме време за Бога? Што е тоа идол? Лажен Бог. Било што се испречува пред Бога, било што го окупира нашето срце и нашата мечта повеќе од Бога, било која работа од која очекуваме да ни пружи нешто што самиот Бог може да ни даде. Значи, се она што го ставаме пред Бога може да биде за нас проблем. Како да ги препознаеме идолите во нашиот живот? Еве, што работиме кога сме сами? На што ги трошиме нашите пари? Исус вели во Матеј 6:27, зашто каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. За многу луѓе парата или богатството представува тежок идол, што не може да се ослободат. Како се однесуваме кон Бога кога не се исполнуваат нашите молитви? Ете таа лупа што овде ја гледаме символично треба да ни покаже, да ни укаже што се крие позади нашите идоли. Дали тие не водат кон Бога
ili ne odvraćat od Boga, ne nosat na nekoj pogrešen pad. I zato kako se odnesuvаме ние кон тие идоли почитувани? Дали дозволуваме тие толку да не притиснат, толку да не окупират? Ке споменеме вечерва 4 идоли. Има многу, но јас се одлучив за 4 идоли кои може да бидат пречка за нашето духовно растење или за таа наша духовна конекција, врска со Бога. Број 1. Негување на желбите во нашето срце. Може да бидат проблем. Значи, тоа може да биде проблем. Првиот идол е желбата на нашето срце. Желба, копнеш, може да постане или да стане лажен Бог. Наистина, денеска има луѓе кои копнеат да бидат председатели, да бидат премиери, да бидат спортски звезди, да бидат фудбалери и така натаму. Значи, желба нешто да стане, да се појави на првите страници од некој дневно списание. Остварување на желбите може да штети на оние кои го барале низиното остварување. Значи, копнеш, окупиране човекот со тоа. И ако тоа не му се оствари, тој дури ќе постигне и по животот свој. Затоа што неговите амбиции не се оствариле. Тоа може да биде многу страшно. Еве што вели апостол Павле во Римјаните 1 глава 25 стих. Нив кои Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонува и служија на созданието место на Создателот кој е благословен до века. Гледате што некои луѓе прават за да се допрат до прво место. Вели, Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонува и служија на созданието место на Создателот. Ова е голема опасност, браќи и сестри. И затоа првата заповед Бог вели, јас сум Господ Бог твој, немој да имаш други богови. Тоа е, знаете, како дрога. Дрогата веднаш него кутка човекот и него турка на земја да падне, тој полека и на крај стануваш неспособен и тогаш веќе венеш како едно цвеќе што не може повеќе да му се помогне. Еве, ќе споменеме вечерва еден човек по име Аврам. Аврам бил, вели Библијата, Божи пријател. Има ли нешто подобро да бидеш пријател со Бога? Аврам навистина бил пријател на Бога. Дали научил да го сака Бога над се? Не затоа што го добил синот, туку затоа што Бог е Бог. Аврам добива син не на 30 години, не на 50 години, туку на колку? На 100 години. Замислите, добива син, но во еден миг тој донесува значајна одлука. Морал да одбере кого ќе обожава. Дали ќе го обожава Бога или неговиот син. Тој не смел да направи лажен Бог од својот син. Иако му било тешко, синот имал некаде 18-19 години. Аврамовата задача била да го сака својот син како син, а не како Бог. Што се случува на оваа земја умирачка, умираат деца пред родителите или обратно. Значи, не можеме ние и не смеме да правиме идоли од своите деца, од својата куќа, од својот стан, од својот имот. Тоа може преку ног се да замине, како што се случува земјотреси или други непогоди. И затоа Аврам требало да научи со добивањето на синот да не го претвори во Бог, неговиот син, туку и понатаму Бог да биде небесниот прв во неговиот живот, а синот да се биде син, како второразреден во неговиот живот. И што се случува, браќи и сестри? Што се случува со овој човек? Ние сме исто така, вели овде текстот, во искушение. Значи, Бог е поважен од желбата на нашето срце. Аврам навистина одбрал и направил вистински избор. Го принел својот син, но тој ден, горе на планината, Бог се замешал, ја фатил раката Аврамова за да не го заколе својот син. Аврам навистина го ставил Бога на прво место, не направил од синот идол. Бог обезбедил замена, како што спомнавме. Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како неке ни подари се друго со него, вели апостол Павле. Значи, Аврам навистина направил вистински избор. Не направил од неговиот син идол или идолопоклонство. И затоа Бог се замешал, Бог нашол почитувани решение.
Ovdje na slikava go gledame Martin Luther, poznat čovjek od srednjeg vijek, čovjek odan na Boga kako katolik, no v jeden mig čitajke Biblията той разбрал дека праведникот ќе биде жив од вера, а не со молитви, со постење и со испостување на својот живот. Тој, знаеме, ја превел Библијата на германски јазик. Секоја вечер, она што го работа, што го преведел преку дента, Мартин го читал на глас во собата. Ова е неговата сопруга Ката или Катерина, која била неписмена. Таа слушала се она што Мартин го преведувал, односно што го читал. И така, кога дошле до сторијата за Аврам, што пред малку ја спомнавме, кога Аврам го зел ножот, читал Мартин, за да го заколи својот син, овде вели текстот, Катерина почнала да плаче и со солзи во очите рекла: "Престани, Мартине, престани, Бог не може такво нешто да направи." А Мартин ја погледнал својата жена и рекол: "О, драга моја жено, Бог тоа го направил, но не со синот на Аврама, туку со својот собствен син нашол замена. Тој го направил тоа со својот син Исус Христос." Наистина, каква замена направил Бог. Наместо да биде убиен, да биде принесен на жртва младиот Исак, Бог ќе го даде својот син. Подоцна, после неколку илјади години на Голготскиот крст, ќе биде раснат. Каква е таа љубов? Божја љубов. Но денеска постои уште еден идол кој може да биде проблем за нас, а тоа е љубов. Љубовта не е се што ни треба. Наистина, денеска имаме разни љубави, да кажеме, љубов ваква, љубов онаква. Odnosno, ta se grižala nežno za него. I така, знаеме што се случило во еден миг, кога Јаков со лага го прелажал својот брат. И затоа морал да го напушти семејството и да отиде многу далеко. Јаков копнел за љубов, она вистинска љубов кога бил во прогонство. Се понудил да работи 7 години за Рахела, само да би била негова. И еве го текстот, читаме во 1 Мојсеева 29:20. Така Јаков служеше за Рахила 7 години, ама му се видела заради љубовта кон неа како неколку дни. Гледате, кога некој нешто работи од љубов, почитувани, тоа е така брзо поминува. Ако нешто од љубов се работи, па тоа да биде и денови и часови да поминат, ќе ти бидат како секунди или минути. Јаков служел од љубов, иако тој ден, кога требало да ја види својата сакана, му била подметната друга жена, она постарата керка на Лавана, бидејќи имала превест на лицето и тој не можел да примети која е, дали е Рахила или дали е Лија. Но важно овде гледаме од љубов служел Јаков за својата жена. Понекогаш љубовта знае да биде и лажна. Или љубов која, може да кажеме, се базира на чувствата. Еве, едно момче се вратил една ног подосна во својот дом, кај својот татко и му рекол: "Тато, знаеш, одлучив, сакам да се женам." А таткото му вели: "Уф, која е таа сакана?" "Да, јас ја сакам." "А како знаеш дека таа е за тебе?"
дека таа те сака, или дека е ти сакаш. Таде, слушај го ова, рекол момчето. Вечерва се бакнавме за лека ног. Во тој миг, вели, ме касна едно куче, а болката воопшто не ја почувствував. Еви сега се вратив дома, уште не ме боли таму кај што сум каснат. По тоа знам дека ја сакам. Дали тоа вистинска љубов, почитувани? Дали навистина момчето било во право? Или тоа некоја може да кажеме романтична љубов? Љубов на прв поглед. Ете, момчето е залюбено и тој мисли дека таа е за него, односно тие се заедно да живеат, да бидат во брак. Да, може да биде романтична љубов. Љубов, таа функционира, знаете, романтичната љубов функционира како дрога во нашиот живот. Меѓутоа, она вистинската љубов ни е потребна на сите. И затоа мора да внимаваме каква љубов примаме. Јаков, да се вратиме повторно на случајот со Јакова, Јаков ја сакал Рахилја, му била подметната Лија, она постарата. Романтичната љубов може да делува како дрога во човечкиот организам, тоа да биде седатив за Бога. Рахила не само што станува жена на Јаков, туку станува спасител. Подосна тој ќе работи и за неја уште 7 години, зашто ја сакал и да има и Рахила, и му бива жена подосна, секако му била дадена, меѓутоа Рахила ќе го спаси, да кажеме, ќе го спаси Јакова од многу работи и ќе го смири во неговиот живот. Нажалост, понекогаш за некого женат или мажот стануваат богови, што е грешно. Бог треба да биде нашиот небесен Бог, а мажот или жената се суштества кои се потребни да живеат во семејство, во брак или во една заедница. Секако Бог го создал човекот и вели не е добро да биде сам. Затоа ќе му создадам и другарка. Овде на сликава гледаме бензинска пумпа. Еден директор на една компанија бил доста богат и заедно со неговата сопруга тргнале на пат. Меѓутоа приметил домакинот дека нема во резервоарот доволно гориво во автомобилот и свртиле на првата бензинска станица. Му рекол на работникот: те молам, наполни го до крај. Тој излегол да прошете еден круг околу бензинската, а за тоа време жената седела внатре во автомобилот. Жената го отворила прозорецот и почнала да разговара со работникот на бензинската пумпа. Веќе скоро било готово, човекот се враќа и ја гледа жената како разговара со работникот на пумпата. Мажот платил, седнал натре, ја запалил колата и тргнале по пат да продолжат. А потоа ја погледнал жената и рекол: многу убаво разговаравте, жено. Дали го познаваш тој тип? А таа одговорила: да, се забавувавме додека бевме во средно училиште. А мажот продолжил: гледаш ти колку си среќна, драга. Да ти кажам, се омажи за мене и сега си сопруга на директор на голема компанија, а не сопруга на работник на бензинска пумпа. А жената, подготвена со одговор, му рекла: драги мој, да ти нешто кажам. Да се омажив за него и тој ќе беше директор денеска на голема компанија, а не работник на бензинска пумпа. Дали тоа се случува и денеска, драги мои? Вистина, човек не може без жена или жена не може без маж. Меѓутоа, не треба да бидеме доминантни. Едноставно, тоа мора да биде во заедница, во една равнотежа. И затоа Бог рекол: не е добро човекот да биде сам, да бидеме во заедница. Наистина, да се вратиме повторно на случајот со Лија, да се вратиме на случајот, со Јакова. Интересно, Исус не е потомок од Рахила, туку од Лија. Исус е Лиин потомок, станува оној кој не најмногу сака. Ние се сакаме меѓу себе, но може да дојде до проблеми, до недоразбирање. Тоа е таа човечка љубов, понекогаш грешна. Но Исус не сака безусловно. Еве го текстот: израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да би сме се загледале во него, ни милозливост, за да би ни се допадна. Значи, Исус не потекнува од атрактивна личност, од Рахила, што ја сакал
Jakov. Tuku Isuse lin podmladok. Interesno, Ilija je bila ubava žena, ubava devojka. I Jakov, onoj den koga napravil svadba i koga mlata trgnula prema nego, to je bil zaljubljen, no imala ta pokrivalo i ne primitel deka je promeneta, deka je smeneta mesto Rahila doađe Lija. I tamo stanova žena i podosna toj, za da dobije Rahila služi ušte 7 godine. Biblija te veli da Isus je potomok na Lija, na ne taka ubava žena može bi. Na sepak Isus proizlegol od ta loza, ako sega odeme nanazad v to rodoslovje, ke dojdeme do linijot život, odnosno kako generacija. Zato, počtovani, ubovinata naša je pomiljiva, no ubovinata Božja je večna. Ta traje i ke traje i do večnosta. Nije treba da budeme zadovoljni takvi kakvi što sme. Sveko od nas nosi pečat na ubavine. Nekoj može povike, nekoj pomalku, nekoj ovolku i taka na to. Međutim, Bog site nas ne podjednako saka. Nije sme Boži. I zato ne treba da pravime božestva, da li od žena ili žena od maža, da pravi Bog. Site nije sme ovdje sozdadeni da si pomagame jedan na drug. Isus gi zel na sebe, našte greovi i umrel za nas. Negovata ljubov dava značenje za našite životi. Tret Bog, koji može da bude mnogo problematičen v ovo opštestvo, v ovoj 21. vek je v sušnost parite. Parite minuvat se. Ste videli luge preko noć koji dobili pari, stanali milioneri i se promenili duri vo karakterot. Duri ne prepoznavат komši prijatelji su koji živele može biti cel život. Mislim deka parite minuvat se. Sam videl luge koji steknele pari i se promenile. Stanali arogantni, deluvale superiorno, duri koja je pominat iz ulica ne te ni prepoznavat. Pavle veli v Kolosjanite i taka umrtvete gi svojite členovi što se na zemljata. Bludstvo to nečistotijeta, strasta, lošata želba i lakomstvo. Ovo je posledno to mnogo opasno, lakomstvo. Parite može da stanat lažem Bog. Ja znate ona prikazna, onoj koji trebao da otide vo peštera i da sobere mnogo pari. No mu bilo rečeno da sobere ne znam koliko da zemlja, toj alčen, gi napunil site džepovi. Kog izlegol nadvor, što primetil? Sve to je lisija, prazno, ništa ne vredi. Parite možat počituvani da bidat otepuvačka, kao što postoje jedna naša stara recitacija. Istina, možda bidat problemi, da se sozdat problemi vo životot na toj čovek. Parite može da ja promenat našta kultura, navikite i našto srce. I da ne odvojat duri, da ne odvojat od Boga. To je mnogo opasen Bog. Jedan gospodin, jedan čovjek stanal preko nog, što se veli bogat. Stanal najbogat čovjek v gradu. Imal najdobar automobil, novo odelo, najnov mobilni telefon. Jedan den otišao v restoran da jade. Naručal, poračal, mnogo jadenje, mnogo bogato jadenje. I taka kelerot mu donel jedna porcija so jadenje. To je pošlo da seče so nožot i rekao ne je dobro vareno, go vratil nazad. Taka pravil 3 pati. Arogantno da go poceni kelnerot. Na kraju kelnerot v jedan tanjir donel krompir. Krompir go rasekol na polovina i mu go podal na ovaj gospodin. To je pošlo so nožot povtorno da seče i rekao ne, ni ovaj krompir ne je dobar, ne je dobro ispečen, ne je dobro varen. Konobarot se iznerviral, sve mu došlo preko nos, što se veli, i zel jedan stap i pošao da udara po krompirot. Da udara i evo što kažao. Krompire, zašto nisi dobar? Zašto nisi dobar? Udaral nekoliko pati i go frljal na strana. A ovaj gospodin gledal i ne može da se načudi što se slučava. To je arogancijata na čovjek koji preko noći se zbogati, koji ne znaje da rakovodi s ono što go ima ili ono što Bog mu go dao. I zato čitavme predmalko počitovanike što veli čuvajte se od lakomstva to. Ovdje gledame tekstot. Loša želba
и лакомство може да биде многу голем проблем за многу луѓе да стане Бог од кој не може да се ослободат. Исус затоа вечерва не предупредува. Внимавајте и чувајте се од секое користолюбие. Зашто животот на човекот не се состои во изобилство на неговиот имот. Може сега да редиме многу случаеви, многу примери, многу луѓе од близу и далеко кои навистина стекнале нешто во животот, меѓутоа не биле среќни и радосни. Имале изобилство, имале имот, но немале среќа, немале радост во срцето, во својата душа, зашто таа празнина што треба да се исполни само од Божје присуство, не може да биде исполнето со никакво друго изобилство, со богатство или со имот. И затоа Исус вели: внимавајте. Како што постојат знаци со обрекање на патиштата, не предупредува да внимаваме. Бог вели на нашиот духовен пат да внимаваме, да не се залепи овој идол. Идолот кој ние го нарекуваме пари, кој може да биде многу голем проблем за некој од нас. Еве вечера ќе го споменеме Захеј. Еден човек, евреин, но имал една многу добра професија. И денеска да бидеш цареник е професија која ти дава многу можности да допреш до пари. Како успел да прелаже толку луѓе овој Захеј? Работел во царина, им наплакел на луѓето и работел за римската власт. И навистина се збогател. Толку бил богат, тежок што се вели, луѓето почна да го презираат, луѓето почна да го мразат. Како можел да биде толку заслепен за пари? Па и денеска има луѓе кои се заслепени за пари. Тоа е она што парите му прават на секого. Парите и денеска имаат истата задача, би рекол, да ги луѓето пропастат ако не знаат како со тие пари да раководат. Како и во случајот со лажни богови, доаѓа до одредена духовна празнина. Значи, човекот доаѓа до една празнина. И таа празнина не може да се пополни со пари, со изобилство, со слава или со некоја функција која човекот може да ја добие на оваа земја. И затоа Исус го повикува да дојде и да влезе Исус во неговиот дом. Морално гледајќи, тој бил на најниско морално ниво во тоа мноштво луѓе. И затоа символично тој и се качил на дрво, да биде повисок малку, зашто не само што бил физички низок и не можел да го види Исуса, тој се качил на соодветно дрво, испланирал дека Исус ќе помени таа улица и затоа гледате овде што се случува. Еве го Исус, еве го Захеја. И замислите таа средба, очи со очи. Исус толку близу дошол, што можел да ја види зеницата на Захеја во очите, како му трепери, како тој се чувствува со машна, со одело качен горе на дрво, сокриен во гранките, а долу луѓе поминувале, зашто Исуса постојано го следеле мноштво луѓе. Замислите Захеј како се чувствува. Исус ги гледа денеска и нашите потреби, како и на Захеј, и не повикува во својот живот. Милоста што тој ја понудил го совладала срцето на Захеј и на лажниот Бог во него. Имаме ли ние денеска почитувани наши лажни богови, кои може би така ни укажува дека се е во ред? Има ли ние денеска некои мали лисици кои тука се поред нас? Може го греат нашето срце привремено, но никој од нас кој ќе замине не може да понесе. Сите заминуваме со празни раце таму, што се вели на оној свет. Само ќе го понесеме срцето исполнето со љубов кон Бога. Само ќе го исполниме срцето со она што Бог го бара од нас денеска во нашиот карактер. И затоа овде Исус ни порачува дека тој сака да ги задоволи нашите вистински потреби. Овде имаме една лекција за учење, почитувани. Овде текстот вели зашто позната ви е благодата на нашиот Господ Исус Христос, како заради вас од богат стана сиромашен, за да се обогатите вие преку неговата сиромашија. Гледате, овој текст тоа ни открива. Овде Павле вели дека Исус, кој беше најбогат, зашто тој беше цар, и е цар и денес, но во еден миг тој се откажува од царството свое, од престолот свој, и станува сиромашен заради нас, за нас да не збогати. Ние да бидеме богати, за да се обогатиме преку неговата
siromaštija. Ajde da se oslobodime večerva, počtovani, od lažnje od Boga. Da li se to pari, slava, popularnost, lažna ljubav, odnosno nešto što može go zakupira naš naše srce, da se oslobodime od uspeh, od mog koji može ja posjeduvame i to ne ni dava čista pozicija da go gledame naš od Bog. I četvrt idol koji može da bude deneska je uspeh i mog. To je četvrti od idol. Gledajte, ova slika ilustrira jedno detence koje može da bude ilustracija za tebe i za mene. Uspeh može da delova kako opojen pijelog, kako alkohol. Neki luge sebi rizikovali samo da se pokažat kako uspešni i vlijateljni luge. Zamislite jedno detence, malo dete, si reklo, ja sam najdobriot sportist. Ja sam najdobrото dete. Zel bejzbol palka, evo možda vidimo сега ovdje slikava, zel topče i otišao tamo na livada, zel onoj, kako se vika, reket od vrace, ja krenula topkata i sakala da udre. Jednaš, 2 pati, 3 pati, promašil nekoliko pati. Ja sam najdobriot na svetot. Ja sam najdobriot igrač na bejzbol na svetot. Jednaš promašil, rekao, dobro, može se promašiti jednaš, 2 pati, 3 pati, koga site gi promašil topki, sepak na kraju rekao, nema problem, ja sam najdobriot na cijeli svijet, iako promašava v pogoduvanje na topkata. To je želbata na čovjeku da bude prv, jaz da bude najdobriot igrač v ova ili vona. Daneska postoji problem, to idol da se zalepi za tebe i za mene. Ko idol go nosi me nije? Sveko treba sam da odgovori pred sebe. Uspeh dava i lažno čustvo na sigurnost. Nekoš ke pogodiš, nekoš ke go pogodiš topčeto i ke udriš i lugito ke te aplaudirat i to ti dava potik da budeš gor, da rasteš, misliš deka ti si nešto najdobroto. I to već dobivaš priznanje, učekuješ deka ke napredovaš, deka srceto ti dava nekoja sreća, ponatamu možda kažeme deka životot ti raste, slavata i popularnost odi napred. Međutim, počituvani, samo Bog može to da go napravi v našoj život. Sve drugo je pomiljivo. Deneska si na vrvot, a utre si može biti dolu na dno to. Biblията kaže vam deka uspehot može da ne promeni. Da ne promeni, od dobre da staneme loši, od ponizni luge da staneme gordi, od luge koji se blagodarni na ono što go ima da stanat neblagodarni. David veli, neznabožečkite idoli, se srebro i zlato, tije se delo na čovečki race, imat usta, a ne zboruvat, imat oči, a ne gledat, imat uši, a ne slušat, i nema zdiv vo nivite usti. Takvi se i one što se nadeva na njih. Jasno i glasno, da li treba da obožavam idoli počituvani? Kipovi, sliki, ikoni. Tekst odveli ne. To se samo proizvod na čovečki raci. Zato je Bog toga vsadil vo vtorata zapoved. Vo tretata kaj što veli da ne zimame uzalud imето Gospodovo, da ne pravime idoli, režani idoli od ona što je gore na neboto ili dolu na zemljata. Eve i David to oni go kažela. Znači, čovečki te race veli pravat, imat uši. Evo ste vidjeli ikona, ste vidjeli neki kip, idol. Ima uši, ima oči, no ne treperat, ne gi zatvarat. Nema čustvo, ne slušat, imat nos, no nemat zdiv. Vo nivite usti. No takvi se i on je veli koji se nadeva na njih. Zato da se oslobodime od sve ono što može da predstavlja idol vo tvojot i vo mojot život. Eve, pri kraju nova razmisluvanja da spomeneme jedna ličnost od starijog zavet po ime Neman. Neman bil uspešen vojen general, zapovednik na sirijskata vojska. To je pobedoval vo vsekoja bitka, vo vsekoja vojna. Bil toliko uspešen, znal kako da je postavi vojskata, armijata i sekojaš nosele uspeh, pobeduvale. Bil golem vojskovoditelj.
No jedan den ovaj čovjek zabolel od lepra, od guba. Той силно сакал да се излечи. Ги посетил сите тогашни лекари, сите балзами, сите масти ги купил, што му стоеле на располагање, но немало лек. И еден ден слушнал дека таму во спротивната држава, во Израел, постои некој кој може да му помогне. Сакал да пронајде лек, сакал да пронајде решение, но требало да дојде кај Бога. Тој ги посетил сите божества, сите богови во неговиот крај. Тој едноставно имал пари да купи се што ќе посека. Бил успешен водач, но боледувал, како што распомнавме, од губа. И сега решил да побара решение кај живиот Бог. Лажниот Бог и мог така лесно не може да се отфрлат. Не му било лесно да се откаже од своите богови, од својата популарност и слава, и сега да се понизи, да отиде кај еден еврејски бог да побара од нив лек. Меѓутоа, за да добиеме излекување од твоите или од моите богови, ние мора да раскрстиме со лажните богови, почитувани. Мора да ги фрлиме, да ги изгориме, да ги уништиме. Зато тој доаѓа и го гледа пророкот. А пророкот што му кажал? Што да направи? Да отиде и да се искапе колку пати? 7 пати. И тој послушал. Му рекол на оној што ја возил колата да стане и го послушал. Влегол во реката Јордан, се искапил и станал здрав. Почитувани, сите вие кои сте овде и кои не слушате и гледат, мора ние да го послушаме живиот Бог. Верувам дека и помеѓу нас има луѓе кои ќе го послушат живиот Бог и ќе се ослободат од сите божества, од сите богови, од сите болести, од сета губа што нас не притискува или не притиснува постојано. Овој човек тоа го направил и добил олеснение. Тој човек бил излекован. Еве колку бил радостен. Гледате сега во водата што се случува. Го послушал Бога, покажал послушност и се ослободил од сите проблеми, од сите болести. Иако бил богат човек, бил славен, но тој станал сега понизен. И затоа кое решение да се ослободиме ние од нашите богови? Број 1, барај го Бога. Запознај го вистинскиот Бог. 2. 3. Поклони се пред вистинскиот Бог. И на крајот Бог станал победник во неговиот живот. Бог може да стане, почитувани, победник и во твојот и во мојот живот. Само ако дозволиме да се замеша живиот небесниот Бог. Ајде се вратиме при крајот на приказната за Јаков. Јаков е символ за лажов. Човек кој лаже, човек кој со лага добил првенство, го излагал својот татко, го насамарил својот брат. Но Јаков во текот на својот живот бил губитник. Тој 20 години за тоа ќе страда. 20 години платата му била минувана 20 пати. Бил овчар, бил пазарен за толку, па онолку и постојано му се минувала платата. Бил излаган за Рахила, морал да работи и за Лија, односно 20 години. Се додека Бог не го допрел кај реката Јавок. Таа ног Јаков се борел, вели. Ангелот му вели, пушти ме, утро е, треба да заминам. Нема да те пуштам додека не ме благословиш. Тој ден не само што Јаков добил ново име, Јаков добил и нов карактер. Бог го сменил неговиот карактер. Јаков станал Израел, што значи победник. Јаков добива благослов и ново срце, ново име. Не она физичко срце да му се промени, туку срце духовно кое ќе чука за Бога. Тој сега бил насочен со нови мисли, со нови победи, со нова цел. Тој сега ќе стане понизен и ќе дојде брат му подосна Исав. И тој носи војска за да се обрачуна на крајот, но Бог ќе работи на срцето и на Исава и на Јакова и таму ќе се смират, ќе си подадат рака како на вистински браќа, како оние кои со променето срце дошле кај Бога.
Тоа е, почитувани, тајната на нашиот живот. Тука е решението за нашите богови. Богови на 21. век, кои може да не притиснат сите нас, за да станеме за секојаш одвоени од Бога. А Јаков му рече, нема да те пуштам, се додека не ме благословиш. И навистина Бог изреагирал. Каде е решението за нас? Еве сосема на крај, почитувани, еден цитат од Колосјаните од Новиот Завет. И така, ако воскреснавте со Христа, барајте го оно што е горе, каде што Христос седи одесно од Бога. Мислете за оно што е горе, не за оно што е на земјата, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христа во Бога. А кога ќе се јави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. И така умртвете ги своите членови што се на земјата. Блудството, нечистотата, страста, лошта желба и лакомството што е идолопоклонство. Овде е решението. Ако сме воскреснати со Христа, се мисли на духовно воскресение, кога сме се заветувале, кога во овој воден гроб сме го положиле телото. И ние кога сме се крстеле, сме станале на ново тело. Сме станале со нови мисли, со нови идеи, со нови сили. Овде гледаме една промена во животот на човекот. Да се ослободиме од лажите богови. Денеска постојат многу лажни богови. Но, дали ќе му дозволиме на Бога да изврши промена, почитувани? Не е греф ние да имаме симпатии на спортски звезди, на фудбалери, на филмски глумци или на некои други славни личности. Но не треба тие да представуваат толку силни мотив што ќе го закупират твоето и моето време. За да немаме време за она диагонала према Бога. Да се молиме на Бога, да го обожаваме Бога. А тоа се само луѓе денеска се, а утре не се. Господ нека ни помогне да навистина нашите погледи ги насочиме кон Христа. Исус да биде нашиот Бог. Исус да биде нашата икона во која ќе се крстиме, ќе се молиме и ќе го славиме Неговото име и ќе го очекуваме наскоро Неговото доаѓање. Господ да ни помогне и нека овој приречник, Библијата, Светото писмо, го читаме, зашто тука ќе најдеме решение како да се ослободиме од се оно што не притиска во овој модерен 21. век. Амин.